Благодарам, председателя. За жал, сведоци бевме и ние и јавноста со оваа генерација на СДСМ и ДУИ да се изнаслушаме се и се што, да се изнагледаме се и се што. Така не многу одамна, со првата постава на оваа генерација бевме сведоци како имаше и представници на владата, и тој што предводеше владата, како лаже и си верува во тоа што го лаже. Сега со оваа втора постава на истата генерација на СДСМ и ДУИ, ова е легална, но нелегитимна, сепак овие лажат, ама никој не верува. И понатаму се продолжуваат да лажат. Денес имаме ситуација кога членовите на владата секој ден во јавноста се надпреваруваат кој бил поголем измамник. А патем кажано, измамата е кривично дело. Мислам дека се отиде тука јавниот обвинител, член 247. Тој што со намера за себе или за друг да прибави противправна имотна корист, ќе доведе некого во заблуда со лажно прикажување или со прикривање на факти, или ќе го држи во заблуда и со тоа ќе го наведе да стори или да не стори нешто на штета на свој или туѓ имот, ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Многу важно за понатамошниот тек на дискусијата. Зошто го велиме ова? Бидејќи уште во 2006 година, 25 април 2006 година, една уште преходна генерација на СДСМ и ДУИ носи одлука за давање на концесија, која што е коренот на проблемот што денеска го имаме во сорудникот на Штука и Ловица. Во ред, немам намера да ги осудувам или да укажувам на работа таа влада, тогаш и свеста за животна средина можеби била многу помала, но денес не се такви времења. Денес и граѓаните знаат и општеството има многу поизразена свест за животна средина и потенцијалните штети што може да произлезат од некои несоодветни, неразмислени или неодговорни одлуки на нечија влада. Зошто го велиме ова? Бидејќи на 27 јуни оваа година, 2023 година, на седница на влада кај што биле сите присутни, малтене цела оваа страна овде, предводена од премиерот, имале дополнителна точка на дневниот ред, предложена од министерот за економија, за спојување на концесиите за истите рудници што првично од 2006 година биле дадени. Има издадено уште на 2016 со рок од 4 години, за кој што не постапен и не е одземен од кога истекол рокот. Тоа е многу интересна работа. И понатаму се случува ситуација да никој ништо не знае што се случувало. Оние изгласале точката, но понатаму јас не сум од овде. Министерката Шукова вели дека не била добро запознаена, дека немале доволно документи. Оливер Спасовски кажува дека тие гласале, ама не знаеле што гласале. За конечно вчера да имаме една мега конференција на Бектеши, кај што излезе пред јавноста и вели, извинете, ако мене ме кажува дека сум јас измамник, верујте ми, јас сум ситен измамник, за разлика од сите тие таму во влада. Зошто? Бидејќи човекот си кажа многу добро. Им предложил и документи, и документација, им објаснил процедурата, многу добро знаеле за што дискутирале, многу добро знаеле што одлучиле. При тоа, укажа дека имало цела лепеза, цитирам, цела лепеза на можности за раскинување на концесијата, која што оваа влада доколку сакале можеле да постапат и да ја поништат. Исто така, укажа на серија на катастрофални последици по животната средина и на регионот што може да се случат. Од тотално уништување на шумите до катастрофалното еколошко действие на пристапниот пат до рудникот што треба да има, до режимот на подземни води и така натаму. Се ни укажа, но исто така не ни укажа дека за истото алармирал до неговата колешка од животна средина, не ни укажа дека, например, кај Фатмир Битиши што е заложен за координација на економските сектори побарал помош, ниту пак дека за овие мерки можел да настапи да се спречи истата ситуација. Напротив, тој е со предлог за спојување на концесиите. И затоа имаме таква ситуација како што имаме. Така да, наместо да чека извинување од неговите колеги во владата, имајќи го предвид членот што претходно го цитирав, он може да чека или кривична пријава од неговите колеги во влада, или пак он да им поднеси, бидејќи бил клеветен дека бил класичен измамник, некој од таму очигледно лаже. Затоа, двете прашања ќе ги конципирам за оваа тема. Првото ќе биде до премиерот Димитар Ковачевски, се разбира доколку Артан Грубев му дозволи да одговори, ќе ми значи многу да имаме одговори ние и јавноста. Не е добро, можеме, ќе имаме одговор, не е Артан тука. Зошто?
дозволивте спојување на концесиите бидејќи имавте информација дека граѓаните се против отварање рудник. Односно знаевте дека со одлука за спојување на концесиите и неисполнување на истата му давате правна можност на фирмата на Дестани да може да тужи Македонија и да изгуби на арбитражен суд и да треба да му се исплатат над милијарда евра од државниот буџет на Дестани и Евромакс Ресурсис. И едно подпрашање во контекст на ова го дискутираме со нашите пријатели од До2 коалицијата, зошто воопшто не е раскината концесијата дотогаш. Издадена поминале многу повеќе од 4 години по издавањето на концесијата, во рокот кај што требале да поднесат барање и да добијат одобрение за експлоатација на минералните суровини. Не е направено, тоа била една од основите, претпоставувам министерот Бектеши ќе ви каже од таа лепеза на можности за раскинување, зошто не е раскината и не само што не е раскинавте, зошто дозволивте ваква лакрдија во јавноста и ваков чекор на спојување, побатому раскинување на самите одлуки. Министерот за економија во неговиот говор неколку пати се усврна дека бил потребен акт, дека бил потребна студија за животна средина. Јас се прашувам и јавноста се прашува дали е можно во целиот тој процес од сиве овие години студија за животна средина да немало. Еве до Шуковска ја прашуваме второто прашање. Дали Дестани има поднесено до Министерството за животна средина студија за заштита на животна средина со оглед дека Дестани е познат по јавноста како човек близок до ДУИ, кој нема ниту еден ден искуство, ниту некаква експертиза од копање на злато и бакар. Пазете, не случајно го збориме ова. Ние си имаме лошо искуство со арбитражата. Се сеќавате ли на моментот кога 18 милиони не кошташе индиректно за неподпишано писмо за барање за кредит? Се сеќавате ли за арбитражата за клиничкиот центар? Дали може би ова е модус операнди, ова е еден систем каде што функционира мафијата, за нас, за жал, не функционира владата. И третото прашање, исто така, дека си имаме работа со имамници, не е дека само ние во Македонија знаеме, си знаат и од Европската Унија. А таму има служба, има канцеларија за борба со измами. Се вика ОЛАФ и тие ни дојдат во Македонија. И со нив имаме лошо искуство. Посетете се на државниот секретар на ДОИ, што ја чинеше државата една зебарка од 7 милиони евра. Државен секретар беше, имаше исто таква измама направена. Сега ни доаѓаат, бидејќи си направиле своја ревизија, и од 36 предмети, 18 биле од Македонија. Пазете, имаме повеќе случаи на измами и проневери, отколку целиот регион, согласно канцеларијата на Европската Унија. Ние имаме повеќе измамници и криминал на метар квадратен од целиот регион. И тие се сконцентрирани или денеска, или денеска за наша несреќа во овој десниот дел од салата. Така да, еве ќе го искористиме моментот, бидејќи обвинителот не е тука, ќе прашаме Грковска. Она е задолжена за добро владење, таа треба да ги контролира работите од однесувањето на незините функционери и таа треба да знае во најмала рака како се движат и се трошат и нашите и странските пари. Патем кажаме за тие странски пари што ги велиме на Европската Унија, многу мал дел се грантови, најголемиот дел се некои програми во кои што ние имаме директно или индиректно учество. Затоа многу конкретно и директно прашање: дали сте до толку неспособна за предпостави се случуваат вакви страшни злоупотреби да се брукаме пред Европската Унија или едноставно Артан и Ковачевски не ви дозволува да си работите работата? Ќе ви бидам многу благодарен за директни и концизни одговори. Ви благодарам.